Денешниот повод кој се собравме овде во училиштето е една добра финансиска подршка од градоначалникот Зоран Заев и општина Струмица, кој што нашето училиште доста долго време мачеше мака со простории. Минатата година ние пред неколку години поточно успеавме да изградиме 3 нови простории кои до некаде ги задоволивме потребите на училиште. Но денес со оваа нова канцеларија, со овие 2 нови простории и повеќе мали кабинети, ние успеавме нашето училиште да функционира онака како што треба, бидејќи сите активи имаат своје катче, свој кабинет каде што може да го обавуваат. Благодарение, уште еден пат ќе кажам, да градоначалникот и општина Струмица, нашето училиште функционира во може најдобар ред. Добро, ова денеска представува за нас навистина драг настан, заради тоа што е реткост во Република Македонија, да се трудиме да обезбедиме дополнителни простории за учениците, заради тоа што нема место. Во време на големи миграции надвор од земјата, во време на недостаток на финансиски средства, каде што секој училиште кубура со издржавата, секој училиште има недостаток на средства за грејење, за превоз на ученици кои што се поголеми и поголеми стануваат како одминуваат годините, на задоволство на одлуките на Советот и решенијата кои што ги донесовме во општината. Денеска имаме преадаптирање на поранешната спортска сала во 2 нови училници, кабинет за лозарство и нови наставнички канцеларии со придружни објекти. Целото ова значи дека сите ученици кои што се упишуваат во сите овие насоки во ова училиште ќе бидат офатени. До сега имаше проблем за нивниот распоред во соодветни услови за квалитетно работење и восприемање секако на наставата. Со пуштањето на овие паралелки сме убедени дека во иднина отвараме одлични перспективи за сите ученици кои што и во иднина секако ќе се упишуваат во ова училиште. Ова училиште е едно од позитивните одблесоци во општеството заради своите насоки најверојатно. Покрај земјоделските насоки, овде ни се медицинските насоки. Тоа се за медицинска сестра, за физиотерапевт и за фармацијата, но овде се и прехранбените насоки. Најверојатно младите генерации гледаат поизвестна иднина околу идни вработувања токму преку овие насоки, а наша должност е секако да обезбедиме достоинствен простор за упис на сите ученици кои што се заинтересирани токму на овие насоки.